Ветамтас. Благодарам председателе, почитувам председателе, пратеници, председател на владата, министри. Имам прашање до премиерот уврска со менаџирање на кризата. Именно кризата со војната во Иран започна во последните денови на февруари. Се случуваат работи кои што беа очекувани и на кои што предупредува експерти, аналитичари и така натаму, односно тоа е дека цената, растот на цената на нафтата ќе влие на раст на сите други продукти, цени кои што се во директна или индиректна корелација. Апелиравме да владата преземе навремено мерки за да не се случи тоа да започне спиралата на зголемување на цените на останатите продукти. За жал тогаш во првите денови на кризата владата не реагираше никако. Предупредувавме дека ќе пораснат цените на храната, на транспортот, останатите услуги и токму тоа сега се случува. Именно поскапена е храната, основните прехранбени продукти за 5 до 10%, лебот, маслото, шекерот, солта, основните месни, млечни производи за над 200 до 300% се поскапени овошето и зеленчукот. Во еден претходен период, во текот на јануари и февруари, го одбивте предлог законот да порасне минималната плата на 600 евра, што беше барање на работниците, на синдикатите. Именно и тогаш граѓаните, работниците се соочуваа практично со екзистенцијални проблеми, а не сега, кога цената на горивата се зголеми за близу 40%. Во време на менаџирањето на кризата во владите на СДСМ, за време на ковид кризата или после почетокот на војната во Украина, овие мерки кои што сега ги предложивме, владеачкото мнозинство не ги изгласа, за жал. Сега законите за дополнително намалување на ДДВ-то на горивата, преполовување на цените на патарините, мерки кои што на вистина ќе придонесат да се намалат дел од трошоците на граѓаните, намалување дополнително на цените на акцизите, со што ќе се намалеа цените на горивата, а не како до сега, после секоја мерка која што ја имплементиравте, а тоа се само делумно мерките кои што ние ги предлагаме, во ниеден момент цената на горивата не се намали. Ке кажете, имаме најниски цени во регионот. Меѓутоа, една Хрватска и Словенија имаат слични цени на горивата како кај нас. За стандардот да не зборуваме. Таму минималната плата не е 400, таму 1000, односно 1500 евра. Така да кога кажуваме колкави се некои цени, мораме да водиме сметка какви се и платите и каков е и стандардот на граѓаните. Во време на менаџирањето на кризите, Украина, ковид кризата, имаше и дополнителни мерки кон одредени категории на граѓани. Имаше субвенција на плати, имаше субвенција за пензионери од 1500 до 3000 денари, имаше ваучери студентски од 1500 до 2000 денари, значи имаше поддршка на одредени категории на граѓани во смисла на социјална помош, загрозени со посебни потреби и така натаму. На луѓето им е потребна директна финансиска помош. Мерките кои што сега се предлагаат апсолутно немаат никаков ефект, односно граѓаните не ги чувствуваат. Дополнително има 3 други параметри кои што укажуваат дека е потребна посебна помош и во стопанството, односно економијата. Има пад на индустријското производство во однос на ланското 6%, а овој месец во однос на претходното 13,9%. Намалени се странските инвестиции. Лани скоро третина од тоа што консекутивните мерки и политики на владите на СДСМ доведоа да има рекордни инвестиции во 24-та од 1,2 милиарди евра. И се затвораат фабрики и работниците остануваат на улица. Близу 1500 работници изминативе месеци се останати без своите работни места. Дел од текстилните фабрики на истокот, дел од зоните економски кои што ги затвораат своите капацитети. Сите овие работи укажуваат дека економската состојба не е добра, дека граѓаните, а тоа го слушаме секојдневно по нивните апели, по нивните сигнали, едноставно не можат
да преживеат. Моето прашање е зошто не ги прифаќате мерките кои што навистина ќе дадат ефект? Еве сега имавме предлог на закони. Дали планирате сега, не после великденските празници, на луѓето сега им се потребни мерки. Кој знае како ќе биде после великденските празници, како ќе се одвива кризата. Мерки кои што ќе бидат за таргетирани групи на граѓани кои што ќе значат директна финансиска поддршка. Благодарам. Ви благодарам.